Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Одморот заврши. За жал. Но училишната година нема да биде здодавна. Учениците од селското училиште беа собрани во мали групи. Беа облечени малку старомодно, но таква беше облеката во тоа време. Но беа добри во фалењето, особено Јове. Што и да кажеше, тие го правеа тоа. Слушајте, кога ќе дојде новиот наставник и почне да се однесува како голем мангуп, да знаете дека нема долго да предава. Веќе избркавме тројца и овој наставник нема да остане многу долго. Никој не може да се справи со нас, иако сме многу послушни и сакаме да учиме. Доаѓа, брзо во училницата. Како тој воопшто дојде во нашето училиште? Директорот рече дека Бог го испратил овде. А ние ќе го натераме да сака да си замине. Задзвони училишното звонче. Јове и пријателите седеа во задниот ред. Љубопитно чекаа да видат што ќе се случи потоа. Наставникот влезе во училницата. Беше пријатен и ја разгледа училницата. Добро утро, момчиња и девојчиња. Сакам оваа година да се согласуваме едни со други. За да биде добра учебна година, денеска ни треба добар почеток. Станете, ве молам. Ке се молиме. Да се молиме? Учениците занемеа. Јове беше толку збркан, што без да мисли стана и ги склопи рацете. Господи Исусе, помогни ни заедно да работиме добро и да се согласуваме оваа година. Ти благодарам за секој ученик и се молам за секого да те запознае, зашто ги сакаш сите нив. Амин. Учениците не разбраа што значи тоа, но неговата молитва најде место во нивните срца. Учителот сакаше да го запознаат Исус, затоа што Исус ги сака. Никогаш порано немаа слушнато такво нешто. Немаа многу време да размислуваат за тоа. Одвај се созедоа од првиот шок, а потоа дојде и вториот. Ке ви кажам што се случи во драмата што следува. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!